во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Цевката кај сидриштето за едрилици кај Мазија се уште директен загадувач на езерската вода. Охриѓани поделени во очекувањето дали ќе има рестрикции за електрична енергија. Високите сметки за струја им го стопија профитот на хотелиерите и угостителите. Театарската представа Војна и мир на програмата на Охридско лето. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот времето сончево и топло со пораст на максималните дневни температури до 30 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ведро и топло. Утре во северозападна и северна Европа умерено облачно и нестабилно. Врнежи од дожд, проследени со засилен ветар. Врнежи од дожд се очекуваат и во централна Европа и север од Италија. Во останатите делови сончево време со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево со локална облачност и многу топло со температури во пораст над поветогодишниот просек за овој период од годината, максималните дневни од 32 до 37 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток сончево и многу топло време со пораст на температурите, минималните од 13 до 22, максималните од 28 до 39, ова индексот со вредност 8. Во Охрид во четврток сончево и топло време, минималната 17, дневната 32. Во петок сончево со локална облачност и 34 степени максимална дневна температура. Во сабота и недела претпладне претежно сончево со локална облачност. Попладне нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и свежо со пад на дневната температура. Минималните 19 односно 18, дневните 30 односно 27 степени Целзиусови. Супер акција во Миса Маркети. Десерт портокал рум 300 грама 39 денари. Петит бисквити 280 грама 15 денари. Бони десерт 34 денари. Пармезан форте 180 грама 169 денари. Топено сирење маестро 125 грама 39 денари. Свит дейс баклава 500 грама 129 денари. Бейк ролс 80 грама 29 денари. Паладин кашкавал 579 денари за килограм. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Свечено затворање на фестивалот Охридско лето.
Театарска представа Војко Вања од Антон Павлович Чехов во режија на Егон Савин. Актерите на Југословенски драмски театар од Белград, Република Србија, на Античкиот театар ќе ја изведат драмата на Чехов, потопена во настани што исчезнуваат во времето што продолжува да тече. 20 август, почеток 21 часот. Билетите во продажба по цена од 800 денари. Резервации на ohridsko.com.mk или на телефон 072 264 183. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Водата кај сидриштето кај Едриличарски сојуз деградирана до 5-та категорија. Причина е влевањето отпадни води од цевка од која треба да истекува атмосферска вода. Проблемот се провлекува со години наназад. Од Центарот за јавно здравје, согласно последната анализа, предупредуваат водата на овој потек да не се употребува за капење, рекреација и спортови на вода. Водата која истекува од цевката кај Едриличарски сојуз кај Мазија се уште е директен загадувач на езерото. Од цевката во езерските води и понатаму место атмосферска вода се влеваат и отпадни води од канализацијата. Ова го покажале последните испитувања на примероците вода земени на овој потек, извршени од страна на Центарот за јавно здравје. На 12 август во присуство на инспекторот Државниот санитарен и здравствен инспекторат Охрид доктор Августина Мијалкова земен е примерок вода од цевката од која треба да се излива атмосферска вода, како и десна од цевката на растојание од 50 до 80 сантими од езерската вода. Констатирано е дека водата од цевката и микробиолошки и хемиски припаѓа на 5-та класа, додека водата од езерото во близина на цевката одговара на микробиолошка класификација незадоволителна, а хемиски на 3-та класа. Водата од езерото на потегот кај Едриличарски сојуз не смее да се употребува за капење и рекреација, како и за спортови на вода, се додека водата од атмосферската канализациона мрежа не е прочистена до 1-ва или 2-ра класа, предупредува доктор Лидија Симоновска, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Во јануари годинава, по барање на општинскиот инспектор за заштита на животна средина, на потегот бил извршен мониторинг и водата била од 5-та класа. Но потоа биле превземени мерки од страна на инспектор за екологија и заштита на животна средина, пошто состојбата релативно се подобрила, односно на почетокот и крајот на февруари, анализите на примероците на вода покажале дека водата која истекува од цевката микробиолошки и хемиски одговарала на 3-та класа. Земените примероци пак вода од плажите пред хотел Милениум и плажата пред езерската полиција, кои се во близина на Едриличарскиот сојуз, покажале дека водата и на двете плажи микробиолошки е со класификација одлична, а хемиски 1-ва класа. Проблемот со влевањето атмосферска вода измешана со фекални отпадни води, од кои се шири непријатна миризба на потекот кај сидриштето кај Мазија, се провлекува со години наназад, но надлежните досега немаат изнајдено трајно решение. Последното известување во врска со атмосферската вода која директно се влива во Охридско езеро од Центарот за јавно здравје е доставена до Државниот санитарен и здравствен инспекторат подрачна единица Охрид, градоначалникот на Охрид, општински државен инспектор за животна средина и Институтот за јавно здравје Скопје. Охриѓани во услови на економска криза и без владини препораки ќе штедат струја во домакинствата. Скептични се како помладите генерации ќе прифатат владината одлука за рационално трошење струја. Граѓаните се поделени во очекувањата за рестриктивното снабдување со струја во престојната грејна сезона.
Гответе во помали садови или во садови соодветни на големина на ринглата. Користете бойлер само кога ви е потребно. Машината за перење да биде полна и двата апарати користете ги по можност на ефтина струја. Во текот на денот користете го што е можно повеќе сонцето за осветлување и за загревање на просторот во грејната сезона. Ова се дел од владините препораки до граѓаните за штедење струја. Препораки за штедење има и за фирмите и за институциите. Заштедена струја за безбедна зима е владиниот план со пакет мерки донесен заради енергетската криза што не очекува во текот на грејната сезона. За граѓаните штедењето на струја останува само на препорака, додека за останатите институции има конкретни задолженија и казни, најави министерот за економија Кришник Бектеши. Анкетираните граѓани на прашањето како ќе штедат струја од 1 септември ќе постапуваат секој според своите навики. Кој да штеди? Младиве? Не се научени тие да штедат, тие се на демократија, све слободно, све да светит и не се научени да штедат, ни да денешен леп утре не го јадат и како ќе штедат. Граѓаните не се виновни ако владата не е способна да се обезбеди струја за зимскиот период. Ги плаќаме сметките за струја, зошто да штедиме? Едино да останеме без струја. Да не уклучиме ни шпорети, ни фрижидери, ни што да речам понатака. Со штедењето, помалци ќе се капиме, помалци ќе јадиме и така, ќе скидиме некој кило. Треба да се штеди, ама ќе видиме. Ќе мора да штедиме. Мораме да штедиме, инаку нема друго. Намерата на владата е да заштеди струја до 15% во зимскиот период. Смируваат дека рестрикции на струја нема да има ако се одело според планот. Граѓаните пак поделени во мислењето дали ќе има или не прекини во напојувањето со струја. Ќе имат по зборувањето на овластените лица, ќе имат. Рестрикција ќе имат сигурно. Можда не. Би требало да се очекуваат. Зошто да не? Би требало. Ќе има сигурно кој нема откаде. Нормално ќе има рестрикции. Треба првин да вложиш, да клаеш, па после да имаш откаде да го тргаш, да го земиш, иначе како ќе имаме. Се надевам не. Бидејќи имаме и деца мали, треба некој во владата да мисли, а не само народот. Секогаш по народот. Мерките за штедење ќе започнат да важат од 1 септември, од кога ќе стапи на сила и кризна состојба за енергетска и топлинска енергија, која ќе биде прогласена на следната владина седница. Од соседните земји во Косово веќе започна со уведување на рестрикции на струја. На секои 6 часа има двочасовен прекин во снабдувањето. План за вонредни ситуации со рестрикции на струја се подготвуваат и во соседна Грција. Сметка за струја и до 5000 евра за месец јули добиле хотели и угостителски објекти во Охрид и Струга. Иако задоволни од бројот на туристи и исполнетоста на капацитетите, угостителите од двата туристички центри на Охридското крајбрежје стравуваат дека по сезоната дел ќе престанат да работат, а дел ќе мора да отпуштаат вработени. Иулските фактури за потрошена електрична енергија на хотелите и угостителските објекти на Охридско-Струшката ривиера и до 3 пати поголеми во споредба со претходните месеци. Само што се поместија на подобро работите во туризмот после тешкиот 2-годишен корона период, сега поради големите сметки за струја, угостителите стравуваат дека по завршувањето на летната сезона ќе престанат со работа или ќе отпуштаат вработени. За јули стигна 332.000, а за јуни беа напола, значи 118.000. Иако продолжат со овие цени, до наесен, до октомври нема веќе да има шанса за 40 вработени кои што се моментално во локалов да продолжат да се задржат работата и ќе мора да ставиме клучна локал. За јули е 5000 евра, додека за јуни е 2000, значи 3000 евра е разлика. Така да за нас е навистина многу тешко. Во услови на енергетска криза и зголемување на цената на електричната енергија, дел од сопствениците на хотели спасот го гледаат во зголемување на енергетската ефикасност на објектите и користење обновливи извори на енергија. Инвестицијата за поставување соларни панели во регионот на Охрид и Струга е економски оправдана поради големиот број сончеви денови во годината. Цените што беа одминатиот месец, за разлика со овој месец, се дуплирани на 2 пати. Искрено, да видите вака. Дуплирани се на 2 пати. Значи, а потрошњата е иста. За јуни месец ми беше, паушално ќе ви кажам, ако било 100.000 денари, сега се 300.000 денари.
Да, веќе аплициравме за кредити, за да можеме да направиме за фотоволтаична енергија, да ми може да бар да спасиме 40 до 50% од тие основни трошоци кои ги имаме во врска со електричната струја. А за тоа колку беа ќар оваа сезона која е при крај, хотелиерите и угостителите велат дека до израз дошла слабата куповна моќ на домашните туристи во услови на инфлација и зголемени цени на угостителските услуги. Охридскиот пливачки маратон годинава нема да се одржи, беше соопштено по денешната средба на председателот на државата Стево Пендаровски со председателот на Националната пливачка федерација Горан Стојановски. Председателот на Националната пливачка федерација информираше дека оваа година нема да се одржи Охридскиот пливачки маратон, кој традиционално се одржува под покровителство на председателот на државата и ги образложи причините поради кои е донесена таа одлука, а се поврзани со блокираната сметка на федерацијата и финансиското работење на претходното раководство, се наведува во соопштението. Како што соопшти кабинетот на Пендаровски, на средбата се разговараше за реализираните активности на Националната пливачка федерација, за организацијските проблеми и предизвици во пливањето на домашен и меѓународен план, како и за ините планови на федерацијата. Представата Војна и мир во изведба на Народниот театар од Белград, Србија, се игра вечерва на Охридско лето. Оваа представа само ќе го потврди квалитетот кој годинава го има драмската програма, која е одлично прифатена од публиката. Токму представата Војна и мир е една од најпривлечните за љубителите на театарот, со што можам да кажам дека гледалиштето на отворената сцена на Долни Сарај ќе биде исполнето до последното место, рече директорката Наташа Поповиќ на денешната пресконференција. Епското дело Војна и мир на Лав Толстој во режија на Борис Лијашевиќ и во изведба на Народниот театар Белград од Србија вечерва на програмата на Охридско лето. Фестивалот, покрај исклучително квалитетната музичка програма, нуди врвни театарски креации, кажа на денешната пресконференција директорката Наташа Поповиќ. А денешната представа само ќе го потврди квалитетот кој годинава го има драмската програма, која е одлично прифатена од целата публика. Токму представата Војна и мир е една од најпривлечните за љубителите на театарот, со што можам да кажам дека гледалиштето на отворената сцена на Долни Сарај ќе биде исполнето до последно седиште. Ова книжевно дело е комплексно и многуслојно во својата наративна структура, во психологијата на ликовите и значењето на дејствијата, потенцира се лекторката на драмската програма Сања Арсовска. Насловот на ова дело кој што асоцира на политичка состојба и на историски настан, но од друга страна може да значи за една состојба на човековиот ум, односно војната, постојаната војна со човечките страсти и желби, духовните конфликти, како и вечната потрага по мирот во самите нас. Голем роман кој е тешко да се сведе на една експликација. Тешко е да се сведе на неколку реченици и да се каже што е најважно. Но потребно беше првичната верзија од 350 страни да се сведе на сегашните 70, вели режисерот Борис Лијашев. Процес е траео за дивно чудо трае. Процесот на подготовка на представата траеше 2 месеци. Во суштина за овој материјал требаше да трае и подолго, но го одлагав поради проблеми со ковид, а потоа си помислив дека мора веднаш да почнам или да се откажам, затоа што делуваше невозможно Војна и мир да се подготви за 2 месеци. Но покрај себе ја имав Молина која беше моја голема поддршка. Драмскиот директор на Народен театар Белград, Молина Удовички, кажа дека по една деценија повторно се враќа на Охридско лето со проект кој според неа е едно од најголемите дела поставени на нивниот драмски репертоар. Драгоцена представа во однос на целокупниот резултат, проткаен со храбра поделба на улогите, затоа што многу од глумците за прв пат добиваат голема улога, надополнет со ветераните на театарското глумиште, како што е колегата Кривокапич, потенцира Удовички. Морам да кажам дека за оваа представа беа потребни храброст и срце. Дел од глумечкиот ансамбл се луѓе кои се спремни да дадат срце на дланка за сцената и представата, а тоа се чувствува во представата. Тоа е љубовта која што е суштина на филозофијата на Толстој. После 10 години фестивалот го обновува театарското пријателство со Народниот театар од Белград, со изведба на ова монументално дело во време траење од 3 часа на отворената сцена на Долни Сарај, со почеток во 21 часот.
Во полицискиот билтен повторно тепачки и марихуана. Вчера во СВР Охрид приведен е 61 годишен охриѓанец кој претходно во зграда на улицата Ванчо Питошевски физички нападнал 51 годишно лице од селото Пашино Рувци, Кривогаштани. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во 21 часот и 50 минути во СВР Охрид приведени се две лица, 38 годишен жител на Велгошти и 28 годишен жител на селото Долно Лакочереј. При преглед на автомобил Kia Picanto, во кој биле двајцата, извршен во близина на селото Скребатно, полициските службеници кај лицето од Велгошти пронашле и одзеле кесе со марихуана. По целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Меѓународната воена мисија на Косово КФОР го зголеми присуството и патролирањето во Северно Косово на граничните премини во Србија на Јариње и Брњак со цел да ја зајакне свеста за ситуацијата. Во писмениот одговор на Канцеларијата за односи со јавност на КФОР упатен до порталот на српски јазик Косово онлайн се наведува дека мерките се преземени со цел да му се овозможи на КФОР брзо да реагира на сите безбедносни предизвици. КФОР напоменува дека неговиот мандат кој произлегува од резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации е да обезбеди сигурно и безбедно окружување и слобода на движење за сите луѓе во Косово. Одлуките требаше да почнат да се спроведуваат на 1 август, меѓутоа владата на Албин Курти на барање и на западните дипломати пред се на американскиот амбасадор во Приштина Џеф Ховениер ги одложи за 1 месец, како на 31 јули од страна на косовските срби беа организирани протести и блокади на патиштата во близина на границата со Србија. Повеќе од 20 патници се здобили со изгореници откако скокнале од воз зафатен од шумски пожар во близина на Кастелон во североисточна Шпанија. Во еден момент машиновозачот го запрел возот за да се обиди да го сврти во друга насока кога видел дека е опасно да продолжат. Голем број патници ги фатила паника од страф од пожарот, па решиле да ги скршат стаклата и скокнат од возот. Двајца најтешко повредени се евакуирани со хеликоптера, останатите патници, меѓу кои едно 10-годишно девојче, се пренесени во локалните болници. Во моментот на инцидентот во возот имало 48 патници. 6 лица се ранети рано вчера во близина на болницата Методист Норт во Мемфис, Тенеси, соопштија представници на болницата и полицијата. Полицијата во Мемфис, реагирајќи во близина на Нью Ковингтон Пайк и експресниот пат Остин Пеј, пронашла 6 жртви, сите наводно застрелани од осомничен во црно теренско возило, соопшти нивниот оддел. 4 жртви се во критична состојба, соопшти полицијата на Мемфис. Останатите двајца пациенти се надвор од животна опасност. Според архивата на оруженото насилство, ова е едно од 400-тините масовни престрелки оваа година во САД. Масовно пукање се дефинира како пукање во кое 4 лица, не вклучувајќи го нападачот, се застрелани. Джиновската лунарна ракета на NASA Space Launch System го почна своето бавно повеќе часовно патување до лансирната рампа. Во меѓувреме се прават подготовки за првото лансирање на месечината, кој според планираното треба да се случи за помалку од 2 недели. Овој проектил е изграден од Lockheed Martin Corp. На врвот се наоѓа вселенската капсула Орион на NASA и наколку оваа капсула е дизајнирана да се одвои од ракетата во вселената и да транспортира луѓе на месечината. На 29 август ракетата висока 98 метри треба да лансира својата прва вселенска мисија без екипаж. За мисијата на 29 август, наречена Артемис 1, капсулата Орион ќе се лансира на врвот на беспилотниот систем за вселенско лансирање и ќе орбитира околу месечината пред да се врати на земјата за да слета во океанот 42 дена подоцна. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.